Значи, другари, за нашето запознавање одлучив да подготвам еден многу интересен и забавен контент, со оглед на тоа што мојава рубрика самиот наслов открива е тинејџерска, а моите врсници како и јас одиме на училиште, дали се уште основно или пак средно, сеедно, овие back to school hacks ќе ви дојдат како шлак на тортата. Добро, можеби школата сама по себе и не е торта, но овие хекови секако се шлак. И па вака, неретко се соочуваме ние тинеџерите, нели со потешкоти да ќе почнеме од почеток. Станеме на време, се подготвиме на време и она невозможна мисија да стигнеме во училиште, да влеземе во училна пред да влезе професорот. Аха, многу интересно. Епа, се до оние состојби кога едноставно креваме раце мислејќи дека не, јас не можам да постигнам, немам доволно време и оние моменти кога се чувствуваме како да квитнуваме. Епа, оној што кажал дека по утрото се познава денот и дека како ќе го почнеме денот наутро, тако и ќе остане денот во продолжение, не се излажал така лошо. Кој не сака да поспие барем уште 5 минути па да може наспиен и одморен да го почне својот ден, сите нема таков. Тоест, сите сакаме да поспиеме уште 5 минути, извинете за малата грешка, меѓутоа прв пат нели се случува, но училиштето кога сме прва смена го налага баш спротивното, стани рано и стигни на прв час. Првиот трик, како што мислам дека веќе сваќате, е посветен на озлогласениот аларм. Нештото кое многумина од нас го мразат. Откако ќе го навиете навечер пред легнување, обично нели го ставате на надказната до вас и наутро кога ќе задзвони, се што правите, посегнувате со раката, го исклучувате, го снузнувате уште полошо и не се будите навреме. Јас имам една навистина многу добра финта. Ставете го алармот на спротивниот крај од креветот каде што спиете, така што наутро кога ќе го слушнете оној тап ужасен звук на алармот, потсвесно ќе сакате да станете и ќе го направите тоа за да го исклучите. Само немојте, ве молам, немојте на снус. Вториот трик се ќе го посветиме на тоа колку е значајно да пиеме вода наутро. Значи, кога стануваме наутро, миеме заби или било како да ни оди нашата рутина, се чувствуваме најчесто поспано и папсано. Ние тинеџерите барем излегуваме навечер, некогаш остануваме подоцна и легнуваме подоцна со самото тоа. Наутро тогаш се чувствуваме уште по-уморни и неподготвени да го започнеме денот. Мислев дека ми се откопча копчето, добро е, не? Значи вака, леле, до каде стигнав? Чекајте. Да, значи во текот на ноќта нашето тело губи одредена количина на вода и баш затоа наутро се чувствуваме неосвежени. Барем една чаша вода наутро, јас ви ветувам, го минува утрото, го минува денот, го минува животот едноставно, и ако не можете само вода, ќе ви препорачам да ставите лимон во вашата вода или пак не знам да земете лажичка мед, што ќе ви даде дополнителна енергија и нели ќе го издржите оној напорен школски ден. И сега следува мојот омилен хек кој со задоволство чекав да ви го кажам. Верувам дека не сум единствената што ќе го обожува, бидејќи е многу практичен и ептен кул. Кога ќе ви биде здодевно и кога ќе имате дома слободно време, а често имаме слободно време дома, прочипкајте малку во вашиот гардеробер. Ве заинтересирав? Значи вака, искомбинирајте две парчиња облака, завиткајте ги во форма на ролна и ставете ги на врвот од гардероберот. Направете вакви повеќе комбинации за да не случајно дојде до оној момент кога ќе се заредат утрата, нели, секако не намерно, кога сте во фрка со време, па затоа имајте повеќе комбинации доведени во ролна состојба за само да постигнете со раката и во оние утро кога треба да се подготвите со брзина на светлината, облекувањето нема да ви одземе повеќе од 2 минути. Кога сме кај организираноста, прв чекор кон совршен распоред, барем според мене, а и според многумина други што јас ги познавам, е to-do листата. Баш затоа и решив овој трик да го споделам и со моите први гледачи. Моја препорака е оваа to-do листа да ја правите на неделно ниво, со цел да бидете организирани, така да кажам, и да знаете што треба да научите, бидејќи нели зборуваме за училишна to-do листа во текот на неделата и се да ви остане распоредено правилно. Овде ќе напоменам дека е најдобро да ви стои на фрижидерот, бидејќи добро, ова не е напоменување, затоа што можете да ставите онаму каде што вие мислите дека изгледа најубаво, но на фрижидерот мене ми изгледа убаво, ќе биде нели од голема корист, бидејќи постојано поминувате од таму. Или пак можеби јас се водам по себе. Како и да е, на листата запишете ги сите обврски што, како што веќе кажав, што треба да ги завршите во текот на престојната недела и само штеклирајте кога ќе ги извршувате горди на себе.
Дали во ходникот за да прочитате на излегување додека се мислите како ќе поминете на тестот биологија денес, за и навлегување кога ќе се вратите од училиште, доколку сте поминале добро или пак ако сепак сте фейлнале бидејќи тоа некогаш се случува, да се потсетите дека не е крај на светот, дека е само крај на еден ден, на денот, на еден помалку убав ден и дека веќе следниот ви нуди нови шанси кои нетрпеливо чекаат да бидат зграбени од страна на вас, колку долга реченица, и да му покажете на светот дека вие можете. Дали во омилениот дел од вашата соба каде што се чувствувате најпријатно и најудобно, или можеби во било кој дел од вашиот дом каде што сакате да поминувате најмногу време. Бидете сигурни дека баш таму имате некоја мотивациона порака. Доколку не можете да одберете само една од оние прекрасни, премотивирачки цитати кои ги има на интернет, а верувам дека ги има и во вашата глава, само треба да седнете, да се посветите малку на себе си и да ги побарате, дефинитивно ќе ги најдете. И како што веќе кажав, можете да имате повеќе цитати кои ќе ви бидат излепени, не знам, на ѕидовите, во некоја интересна комбинација и слично, или пак едноставно. Само да видам, овде имав. Да, значи трикот е, леле, како викнав, Боже. Трикот е во рамка за слика да ставите наместо слика цитат. Да, цитат, порака, и ова ќе излезе прекул и преуникатно што се однесува до тоа дека вие што току одлучивте дека баш таму, каде што треба да стои слика, всушност ќе се наоѓа изворот на вашата секојдневна непресечна мотивација. И уште еден трик за денеска, кога сме кај DIY-сот и за тоа дека времето ме гази. Добро, ќе бидам брза. Би сакала како последен трик да ви покажам како можете преуникатно да ги уредите своите тетрадки. Многу од нас обожаваат полароиди во тренце, изгледаат откачено, подсетуваат на 90-тите, ако не сум во грешка со времето, ако сум, ми се простува, во кои ние тинеџерите, барем некои од нас жала што не биле родени тогаш. Како и да е, вие одберете ги вашите омилени слики, дали лично ваши или пак арт, тоа е ваш избор, ги ставате на компјутер, на Word, потоа ги принтате, ги сечете, оставате, знаете, малку од хартијата околу секоја слика, за баш да направиме наши полароиди и да изгледаат тоа како да се вистински, и залепете ги на насловната страница од вашата тетрадка. Ке добиете ултра специјална и ултра персонал декорација. Можете да ставите и некоја интересна порака на дното од кавер страницата на самата тетрадка, нешто од типот на, не знам, еве јас одбрав кога помислуваш на откажување, размисли зошто почнам. Тоа знам дека ќе ме одржи во денот, дури и кога дишам на шкрги. И да, амигоси, тоа би било тоа за ова несекојдневно невообичаено интро. Гушки до вас, ние се гледаме следната недела и не заборавете, who run the world? Teenagers. Чао, чао.